Делчев го подразбираше светот како поле за културен надпревар на народите. Мислам дека ние македонците имаме со што да се надпреваруваме. Заедничко со Делчева ми е што сме обајцата учители. Правото, правдата и етиката се на наша страна и мислам дека ние можеме да ја донесеме Европска Македонија, односно на Европа да и го прикажеме она што е навистина голем културен македонски дострел. Толку многу луѓе на едно место, голема чест за мене. Второ, предпоставувам дека сите кога ја слушаме химната на Република Македонија, горчина имаме во срцето, зашто си велиме дали ќе остане тоа, но од друга страна ние сме мирни, бидејќи веруваме во Република Македонија, тие се вознемирени, бидејќи во химната нема ништо што подсетува на Северна. Тоа е измислено нешто и затоа јас многу пати сум рекла, од мене никој никогаш нема да чуе да употребам Република Северна Македонија. Зашто ни умот, ни срцето не го прима тоа, верувам дека ова ни е заедничко. Во историјата, ни на Илинден, ни во Ноб, никој никогаш не се борел за Република Северна Македонија. Ни во една песма, ни во едно оро, ни во една книга, ни во една историска читанка, такво нешто нема. Тоа е вештачко, нема корен. За да прифатите нешто, треба да има корен. Се што имаме ние во идентитетот е врзано за Република Македонија. Ке почнам со предстојните избори, зашто затоа сум дојдена овде. Не заради мене, не заради себе, туку заради Македонија. Ние мораме да докажеме дека референдумот, уште еднаш да потврдиме, беше неуспешен и дека ние не прифативме промена на името. Тоа ќе биде докажано ако масовно излеземе на овие председателски избори. Ќе ја делегитимираме со тоа власт. Се што произлегло по референдумот, знаеме дека е неуставно и спротивно на меѓународното право, но важно е цената да се плати. Оној кој го направил тоа треба да си оди. Затоа мислам дека поголема контрола од големата народна излезност нема. Мислам дека успешните председателски избори ќе бидат отворен пат, отворена порта, вовед во нови предвремени парламентарни избори на кои се знае кој ќе победи.